Претрез во Чешиново, Облешево пронајдени пушка и муниција, кривична пријава против скопјанец за злоупотреба на службена положба и овластување и фалсификување службена исправа, приведено лице од Гостиварско затекнато при бесправна сеча на дрва, лишен од слобода крадец, одземеното вратено на собственикот, 166 санкции за брзо возење, приведен разбойник од Кондово за издржување казна затвор од 5 години, приведен крадец од Штип, одземеното вратено на собственикот, приведен крадец по распишана потерница. Ова се последните 8 соопштенија на МВР, меѓу кои го нема наветеното, кој неовластено возел со полициски флешери, сите испратени по ветувањето на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, дека вчера или наредосна денеска ќе биде објавено кој неовластено користел полициски флешери. Дали конечно знаеме кој возел неовластено со флешери? Да, значи направивме и поопсежна малку истрага во однос на тоа, не само конкретно пријавениот момент и така натаму, и очекувам можеби или до крајот на денот, или утре предпладне да ги изнесем сите аргументи, факти, информации. Да. Спасовски не ни откри какви мерки ќе бидат преземени против возачот кој неовластено ги користел флешерите, на прашањето дали веќе поднесена кривична пријава со оглед на тоа што е прекршен кривичниот законник. Министерот ни одговори да го почекаме официјалното соопштение на МВР, кое се уште го чекаме. Значи, ќе го добиете комплетно извештај од се и сите мерки кои што треба да бидат преземени, ќе бидат преземени. И за тоа што возел и тука и претходно, така да за тоа бидете убедени. Нема луѓе кои што ќе бидат амнестирани од било што. Соопштението се уште го нема, но од МВР тврдат дека истрагата била завршена. Овој случај фрли голем сомнеж во јавноста, бидејќи објавено беше дека флешери неовластено користел синот на заменик министерот за внатрешни работи и висок функционер на ДУИ Назим Буши. Спасовски претходно ни порача дека не знаеле кој возел, но тоа сигурно не бил синот на неговиот заменик. Сомнеж плюс фрла и фактот дека полицијата имала снимки од настанот, но и преку нив не можеше да открие кој управувал со ова моторно возило.